кога ја прифатив улогата да бидам врснички едукатор, не знаев што да очекувам. Не знаев дали ќе ме слушаат, дали ќе ме сватат сериозно, но јас само сакав да бидам таму за нив. Не беше лесно, понекогаш не знаев што да кажам, но научив дека доволно е да слушаш и да бидеш таму, да покажеш дека ти значи. Зборувавме за многу нешта, за емоциите, за како да искажат лутината, за стравот што го чувствуваат, а при тоа како да изградат здрави животни навики и здрави врски со кои што ќе постават јасни граници. Не бев експерт, само имав желба да направам нешто подобро. Немав таму да им бидам наставник и да им предавам, туку заедно меѓусебно да учиме. Младите со кои работевме, дружевме и разговаравме, тоа се нашите врсници, кои денеска знаат дека емпатијата е супер моќ. Нашите денешни херои се пријател што слуша, соученикот кој зборува гласно против булингот, тој што споделува факти, а не гласени, и оној кој вели ворете да побараш помош. Моментите кога некој млад ќе ти каже, првпат ме прашува некој како се чувствувам, сваќаш дека тие моменти значат се. Ние сме едукатори, не затоа што знаеме се, туку затоа што учиме со вас. Заедно можеме да изградиме нешто подобро. Доколку си некој што се мисли дали да стане лидер, ментор или поддршка, ќе ти кажам само доволно е да бидеш свој и да бидеш таму, бидејќи малите чекори значат многу.